Уште еден ценовен шок ги очекува граѓаните од следната година. Поскапување на градското парно од 1 јануари бараат снабдувачите со топлинска енергија Балкан Енерджи Груп и Скопје Север, зашто според нив трошоците им биле зголемени до 300%. Барањето го правдале со вртоглавиот раст на цените на природниот газ на меѓународните мрежи, потврдија од Регулаторната комисија за енергетика. Ова барање ќе се анализира во моментот кога БЕК ќе достави доказ во кој ќе биде дефинирана цената на природниот газ, што за регулаторна ќе биде показател дали бараниот процент е соодветен, велат меѓу другото од Регулаторната комисија. За сега нема информација дали и третиот снабдуваш со топлина ЕСМ енергетика ќе побара нова повисока цена. Од БЕК не демантираат, но не ни потврдуваат. Во писмено соопштение само ја објаснија процедурата како се одредува цената на парното. Согласно правилникот за регулирање на цени за топлинска енергија и системски услуги донесени од страна на Регулаторната комисија, друштвата кои се носители на лиценца за производство, дистрибуција и снабдување со топлинска енергија имаат обврска до регулаторот да достават податоци за трошоците за регулираниот период. Информацијата за поскапување на централното парно грејење веќе ја потврдија и од Регулаторната комисија за енергетика. Во изјава за Алфа вела дека поскапување ќе има, но за колку точно ќе се знае наредниот период. По ваквите најави граѓаните се многу вознемирени. Алал да има. И струја и све. Ќе поскапат платите, пензиите. Тоа најверојатно ништо. Браво. Само напред. Па ќе имаме уште повише кои барат по контейнери. Многу ќудри, никој тоа не гледа ништо, не сматра едноставно, нели? Не знам што да речем. Помага државата или тешко? Не исто како помагање државата. Научена Македонија да се поскапи. Во меѓувреме, првиот човек на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски предупреди дека власта немала ниту капацитет, ниту стратегија за справување со енергетската криза. Тоа е уште една од оние политики купи ден продај на нова влада. Не очекувам ништо спектакуларно да понудат, бидејќи реков немаат нити стратегија, нити па знаење за било што. Сиромаштијата која што е се присутна во Македонија може да се надмине само доколку се работи, доколку има реформи, доколку се работи честно, транспарентно. И додека се крои новата повисока цена на парното, во исто време се подготвува и нова повисока цена на струјата. Од владата веќе изјавија дека поскапувањето немало да надмине 10%. Во меѓувреме енергетските компании веќе ги најавија загубите. Според првичните пресметки, струјата би се зголемила за 40%, дистрибуцијата побарала и до 100% поскапување, МЕП со 82%, додека Евана Хоум доставиле само трошоци во која вкалкулирана изголемената производствена цена на ЕСМ од 13% што ја одреди владата. Новата цена за струјата ќе биде соопштена најдосна до петок.